Моменталниот раст на бруто домашниот производ во Македонија е 0%. Има пат на растот во градежниот сектор. Тоа е очекувано затоа што Македонија изминативе години беше во политичка криза што ја достигна својата кулминација, вели Маријан Петревски, универзитетски професор. Пат на градежниот сектор, кој што претходно растеше со импозантни стапки, што укажува на целосно замерена инвестициска активност. Од јуни работите се движат во позитивна насока, значи веќе сите разговори со фирмите се гледа дека инвестиционата активност се придвижува. За да се постигне најавениот економски раст од 5% што беше ветен во владината програма, се потребни структурни промени во сите области. Министерот за финансии Драган Тевдовски вели дека инвестиционите активности и приходите веќе почнуваат да се придвижуваат од почетокот на месецот. Собраниската комисија за прашања на изборите и именувањата денеска ги разгледува поднесените 39 барања за остварување на правото на плата по престанок на функцијата пратеник. Според последните измени на Законот за плата и други надоместоци на пратеници во собранието и другите избрани именувани лица и измените на Законот за пратеници од јули 2014, пратениците и другите функционери нема да можат да користат апанажа една година како претходно, туку според времетраењето на мандатот. Законот за плата и други надоместоци на пратеници во собранието и другите избрани именувани лица предвидува пратеник да може да остварува плата и по престанувањето на мандатот за време до една година, и тоа 3 месеци ако мандатот на пратеникот траел до 6 месеци, 6 месеци ако мандатот на пратеникот траел од 6 месеци и 1 ден до една година, 9 месеци ако мандатот на пратеникот траел од 12 месеци и 1 ден до 24 месеци и 12 месеци ако мандатот на пратеникот траел 24 месеци и 1 ден и повеќе. Исто така со законот се предвидува пратеник да може да остварува плата подолго и од една година, а најмногу уште 6 месеци, доколку во тоа време стекнува право за старосна пензија. За време на остварувањето на ова право пратеникот нема право на други лични примања и надоместоци на трошоци. Правото на апанажа може да престане ако поранешниот пратеник стекне право на пензија, кога тој ќе побара, кога ќе се вработи и ќе биде избран или именуван на друга функција врз основа на која остварува плата. Ова право може да престане ако лицата се правосилно осудени за кривични дела против државата или за кривични дела сторени од користолюбие. Апанажата е во висина на платата на пратениците ја исплаќа Собранието на Република Македонија. Поранешните пратеници ќе имаат право и на доместоки за време на годишниот одмор. Членството во Европската Унија е заедничка цел на Македонија и Албанија и земјите можат да си дадат меѓусебна поддршка во овој процес, посочил вице-премиерот за европски прашања Бујар Османи на средба со амбасадорот на Албанија Фатос Река. Како што соопштува секретаријатот за европски прашања, Османи на средбата истакнал дека интеграцијата на Западен Балкан треба да се гледа како одговор во справувањето со предизвиците со кои се соочува Унијата и дека целосна интеграција на сите земји од Западен Балкан во Европската Унија и во НАТО е неопходна. Тој нагласи дека е потребна поддршка од нашиот сосед за членство на Република Македонија во НАТО, особено во предстојниот период, додавајќи дека очекува поддршка од Албанија и за зачленувањето на Македонија во Јадранско-јонскиот регион и стратегија. Вице-премиерот Османи исто така го посочи отварањето на регионалната канцеларија за соработка на младите во Тирана, како уште една можност за зајакнување на соработката меѓу младите во регионот, соопшти секретаријатот за европски прашања. Соговорниците се согласиле дека отпочнувањето на првиот инфраструктурен проект за енергетско поврзување на двете земји во износ од 12 милиони евра во рамки на инвестициската рамка за Западен Балкан е јасен сигнал дека регионот заеднички пристапува кон надминување на предизвиците. Поранешниот технички министер и генерален секретар на ВМРО ДПМН Емил Димитриев денеска беше на распит во специјалното јавно обвинителство во врска со случајот Талир. Бев повикан во својство на осомничен и побарав увид во доказите, изјави Димитриев по излегувањето од СЈО. Додаде дека дури по увидот ќе се произнесе за случајот. Талир е предмет кој го отвори специјалното јавно обвинителство за незаконско финансирање на политичката партија ВМРО ДПМН. Според СЈО, прво осомничен
осумничен за злоупотреба на службена положба и овластување е председателот на партијата кој од 2009 до крајот на 2015 година овозможил финансирање на партијата спротивно на законските одредби. На вонредните парламентарни избори кои вчера се одржаа во Велика Британија, конзервативната партија на премиерката Тереза Меј освоила 42,4% од гласовите, додека опозицијските лабористи добиле 40,2%. Според овие неконечни резултати, ниту една партија нема да може да има мнозинство во парламентот од 650 места. На трето место се либерал-демократите со 7,1% од освоените гласови, а потоа следи Шкотската национална партија со 3,1%. Тоа значи дека конзервативците го изгубиле мнозинството во парламентот поради што идната влада ќе биде коалициона. Излезноста била 68,7%, а конечните резултати се очекуваат до крајот на денот. Лидерот на британските лабористи Джереми Корбин вели дека премиерката треба да се повлече, затоа што ризикувала со предвремените избори и изгубила. Според него изборните резултати покажаа дека Меј изгубила гласови, поддршка и доверба кај гласачите. Од друга страна, премиерката Меј не планира да поднесе оставка и покрај доживеаното фијаско, иако предвремените избори ги распиша токму за да добие поголема поддршка и подобра позиција во преговорите за Брекзит. Францускиот премиер Едуард Филип изјави денеска дека резултатите од изборите во Велика Британија представуваат изненадување, но тие не ја менуваат одлуката на Лондон да ја напушти Европската унија. Заменик министерот за надворешни работи на Германија Михаел Рот од своја страна изјави дека нема време за губење во преговорите за излегување на Британија од Европската унија. Треба да почнеме преговори што е можно поскоро, бидејќи времето поминува, рече Рот, без разлика на тоа кој ќе ја формира владата во Британија. Времето поминува, имаме помалку од 2 години за преговори за излегување, додаде тој. Турција упати предупредување дека одлуката за референдум за независност на курдите во Ирак е сериозна грешка. Најавата на курдскиот регион во Ирак за спроведување на референдумот за независност на 25 септември представува сериозна грешка, се вели во соопштението на Министерството за надворешни работи во Анкара. Деновиве председателството на автономниот ирачки регион Курдистан соопшти дека во септември ќе се одржи референдум за државноста и покрај противењето на Багдад, ирачкиот Курдистан веќе има автономна регионална влада, а го штитат сопствени безбедносни служби. Бројно курдско население живее исто така во соседните Сирија и Турција.